Синов е после 36 години работа во ракометот, но од она друга страна, по завршувањето на твојата играчка кариера и 10 години од официјалното постоење на твојот клубот кој го носи твоето име. Од средната сезона станувате суперлигаш, успеавте да се изборите и тоа е еден фантастичен резултат, до сега рекорд без ниту еден нерешен резултат, а не пак да зборуваме за пораз. Прво да ви честитам, Велес го враќате на ракометната мапа таму каде што се заслужува. Прво, како се чувствувате? Па, благодарам што не посетивте, што ни давате можност вака нели да кажеме некој збор за тоа како работиме, како функционираме. Конкретно моето постоење како тренер датира веќе од наназад 36-7 години, од времето уште кога активно играв ракомет. Проложи тоа низ годините и еве до ден денешен. Во низ сите тие години континуирано играчи од кај мене идеа во нашиот матичен клуб, идеа во другите клубови во државата, денески во странство има играчи кои играат. Меѓутоа 10 години конкретно наназад регистрирав и собствен клуб како правен субјект, да речем здружение на граѓани како што се правилата, и играв во сите младински категории на ракометната федерација, на лигите кои ги организира ракометната федерација. Бев, да признаам, успешен во сите тие лиги. Истовремено во тој период се профункционира и академијата на ракометниот клуб Вардар, кога Вардар живееше една, да речем, една фантастична животна приказна, да речем, на Вардар, кога беше 2 пати европски шампион. Клубот организираше ракометна академија, тоа беше 2014 година. Јас учествував во таа академија. Во неја имаше 4 категории старосни, од кои јас добри 7-8 години бев барем во 2 категории прв. И од сите тие играчи кои продефилираа таму, макар што академијата беше замислена од неа да одат играчи во Вардар, меѓутоа прво играчите идеа тука кај нас во Велес и доколку нешто беше поквалитетно, Вардар си ги кооптираше во своите редови. Да се пофалам, нели беа актуелни, се уште се актуелни ваучерите кои ги дава Агенцијата за млади и спорт. И ја бев единствена младинска екипа како клуб која неколку години поред доби ваучери. И благодарен сум во оваа прилика да изразам благодарност на федерацијата, бидејќи и самите резултати го покажуваат тоа и видоа во мене некоја сериозност, дека навистина сериозна работам. Ми дадоа услови, неколку ваучери, едниот беше 200.000, другиот беше 80.000 и така ланската година беше 150.000. И мораме да признаеме, значи, настрана од сиот мој ентузијазам, еве нека испаднеш во етерот, да речам, јас сите овие години, 36 години, на децата секоја сум им зимал пари да ја платам салата. Моето било гратис, да речам, ради тоа што така сум си зацртал во животот, тоа што го знам да му го подарам на мојот град, ако е нешто поквалитетно на мојата држава. Пред неколку години успеавте да најдете сериозен, стабилен спонзор во Фруитленд и го трасиравте патот кон Суперлигата, кој од септември овие играчи заедно со вас ќе го живеат. Како е чувството еве сега кога се навраќате, се сеќавате на сите перипети, тешкоти кои сте ги имале во текот на вашата тренерска кариера до овој момент кога вашата екипа ја успеавте да донесете со еден импозантен резултат во Суперлигата? Знаете, вака ќе бидам малку емотивен. Добри 20 години ракометниот клуб Борец екзистира од мојата работа, од играчите кои излегувале од мојот труд. И искрено да ви кажам, си размислував, си добро, зарем така ќе ми заврши моја тренерска кариера без некој опиплив резултат, децата како ги стварам, така си одат, јас ги тренирам по 7, 8, 9, 10 години децата. И така да ги зимам од ситуација кога не знаат да застанат пред мене, ги стварам играчи и тука прва станица ми е ракометниот клуб Борец и после напредуваат понатаму. Меѓутоа, некаде околу короната беше,
јас навистина се сметам дека сум елоквентен, меѓутоа не можам да најдам зборови. Жарко Ѓошевски, спонзорот на ракометниот клуб, мислам нашиот сега спонзор, собственик на фирма Fruitland, која се занимава со земјоделие. По некоја случајност ги тренирав неговите две деца и најверојатно човекот виде нешто во мојата работа и најпрво се нафати да ни ги плаќа термините. И првиот момент кога се нафати да ни ги плаќа термините во училиштата, јас на децата веќе не им зимав пари, бидејќи и до тогаш им зимав само да платам салата. Сега имав една последната генерација која ми е 2006, деца родени 2006 година, навистина беше талентирана и надежна и уште како мини ракомет додека игравме во Академијата на Вардар, таму беа толку доминантни, па и после 2-3 години кога стана малку повозрастни, кога почнеме да играме на голем ракомет, мислам на голем терен, беше многу, неговото едното дете беше во таа генерација и некако се надзираше, јас лично како стручнак гледав дека таа генерација има надеж, со предиспозиција да пораснат во својата работа, дека ќе ги спремам технички, тактички покасно и физички, не се сомневав и си велев ќе биде тоа една многу убав спој. И искрено се надевав Ивица денеска е во нашиот клуб, ќе остане сега, ланската година беше прва година, еве сега и втора година ќе остане. Го имав како замисла, тоа беше еден од доста добар голем број, да не речем, играчи кои испаднаа од кај мене, меѓутоа познавајќи го, веќе човек, можам да кажам, он е роден 88 година, зрел човек, уште, да речем, и играч, прекрасен играч, ми беше во визијата, значи да го ангажираме него и заедно со оваа генерација 2006 година да атакуваме на првата лига. Меѓутоа, оваа генерацијата 2006 можеби малку јас се, како да речам, бев преголем оптимист со нив, не одеа со тој чекор брз колку што јас очекував и бевме принудени да земеме уште неколку играчи кои за волја на вистината се прекрасно се вклопија во нашата средина. Тука Ивица го земам како лидер. Они неколку и оваа генерација, реко 2006 година, пак ќе го спомнам, Жарко Ѓошевски, со полна уста го кажувам ова, бидејќи мораме да признаеме било која работа без финансиска поддршка паѓа во вода. Сега Суперлига е веќе нешто друго. Квалитетот на надпреварите ќе биде на едно повисоко ниво. Сигурно размислувате да засилите екипата. Кои се првичните размислувања? Вака, ние и оваа година што помина, надпреварувачка сезона, работевме и испадна многу успешна. Еве до сега сме без пораз. Не знам, не ни ги бројам колку надпревари, толку победи во нормалниот тек на првенството и сега во плейофот, значи не знам колку се вкупно утакмици, немаме пораз. Како играме во лигата, така и се спремаме за Суперлигата. Меѓутоа и покрај се мораме да признаеме, со овој квалитет не можеме да одговориме на тие потреби. Сега тука сакам да кажам еден податок. Кога ние би ги собрале сите играчи кои испаднале од мојата школа, јас со двете раци гарантирам дека ние во следното првенство ќе биме трето, евентуално четврто место у Суперлигата. Тоа ми беше моето следно прашање. Сега. Велес има Суперлигаш, ќе се работи ли на тој проект? Да се вратат сите велешки играчи кои играат низ Македонија и низ светот во Велес? Така, вака сега, ќе ви кажем еден податок, ќе се сложите и вие. Сите тие излегле овдека преку Борец играат во други клубови во странство играат. И ние се обидовме исконтактиравме со нив. Меѓутоа, знаете како е, сите веќе си трнале по својот животен пат и сега малку се судираат со нашите желби. Некои веќе имаат интерес да се вратат, меѓутоа некои реков си имаат своји планови во животот и можеби е нескромно од наша страна да инсистираме. Нели, ова што го кажам јас е само теоретски, таков квалитет имаме направено, кога би се собрале, што би понудили ние во Суперлигата. Меѓутоа реков, сите сме си луѓе со своји планови во животот. Еве конкретно Филип Николов во Бутал игра, прекрасен човек, прекрасно момче. Планираше да оди и у Шпанија и сега, знаете како е, тоа е младост, мислам, желба да се искаже секој млад човек
И сега малку враќањето овде ќе ми е малку како враќање назад, што суштина нема да биде така, бидејќи очекувам да бидеме солидни суперлигаши. И реков, со дел од нив сме во разговори, доколку успееме, тоа ќе биде наш успех, успех на сиот наш град. Зошто? Ради тоа што секогаш јас сум кажувал, значи, не е суштината тоа кога публиката ќе дојде на трибините да не знае кои се нашите, кои се противниците. Суштината е секој што ќе дојде да каже овој играч ми е комшија, овој играч на пријателот мој е внук, оној играч мене ми е внук. Значи, да бидат наши луѓе. Спортските услови во било кој спорт се многу изменети во однос на времето кога вие, например, стигнале, кога екипата била навистина градска екипа од чаршијата, тешко може сега да се постигне успех со играчи само од вашиот град. За крај сакам да ве прашам уште едно прашање, едно од помладите генерации на вашиот клуб се пласираше во Final Four и кој ќе се одигра токму Велес. Може ли малку повеќе? Вака се, во контекст на тоа претходното прашање, значи сведоци сме сега, нашата репрезентација играше со Фарски острови. Значи порано било друго, сега сите играат ракомет. Особено што нашиот спорт, ракометот е таков спорт што може да го игра луѓе од секој профил. И пониски, и повисоки, и со секакви предиспозиции. И така да тешко е, реков јас, да се ограничиме со некој ограничен, со лимитиран број на играчи да бараме некој успех. И затоа ние мислам, приклучивме други момци во екипата. Иначе, вака да кажам дека оваа генерација што ни е последната 2006 година, од кој малку јас морам да се пожалам, не е тоа што очекував, морам да кажам дека сега сме 2004, во 2024, во 2022 година беме пионерски прваци на државата. Сега се не преваруваат во кадетска категорија и овој викенд што иде во сабота играме Final Four во Скопје. Со екипата на конкретно Жребано ние играме со Пелистер, Еврофрам Пелистер 2. Другиот дуел е меѓу Алкалуит и Струга. И тие се 4 екипи што учествуваат, од нив ќе се бара првакот, мислам првите 4 пласирани екипи се тие. И така да по успехот кој сме го сработиле со тие играчи, сме негдека во врвот. Иначе исто имаме пионерска екипа и пионерската екипа за малку го пропушти, да речем, Final Four-от, малку фалеше и пионерската екипа да не биде во Final Four. Така да во тој дел како структура на клуб, мислам, функционираме малку се, можеби се максимум 4-5 клуба у државава кои функционираат како ние што функционираме. Синов, ова само покажува дека Велес има ракометна иднина, а ова нека биде повик за велешани. Играт уште 2 надпревара до крајот на првенството во оваа сала. Тоа ќе бидат тривијални надпревари, но убаво е да се продолжи низата на победи за да го направите најдобриот резултат на една прволигашка екипа која се пласирала во Суперлига и да ги повикаме во сала. Овака, во следниот викенд, односно во сабота ни е Final Four со кадети во Скопје во аутокоманда, а во недела со сениорската екипа играме со Металург. После тоа ни се тие 2 надпревари, едниот ни е со Младост од Богданци и последниот ни е со Јехона. Тој ќе се игра на 31. Тоа е во петок, 31 мај. И еве користам прилика сите љубители на ракометот да ги поканам и после подолг период да присуствуваат да се прослави така, да прославиме и со надеж дека ќе бидеме успешни во следната сезона во Суперлигата. Благодарам многу, Разум. И благодарам и вас.